Сега ја слушате во позадина пресконференцијата, Лапорта се уште зборува, јас ќе се потрудам од она све што беше од сношти да сублимирам и плюс тоа ова што го слушам сега и она што го знам од порано, кој што некои работи сигурно дека нема да излезат наскоро, што се случува со Лео. Поубаво ми е вака во видео издание да го направам се до тоа отколку во пишување, од проста причина што е полесно и за комуникација со социјалните мрежи. Значи, прво и основно е факт дека од денеска и официјално започнува ерата во Барселона без Лео Меси. Приказното завршено, за жал. Прашање е дали за ова не се знаеше многу порано, уште од времето кога започнаа преговорите и понудите од Манчестер Сити, а подоцна и од Пари Сен-Жермен, или на вистина се правеа напорите. Од страна на Лео Меси е кажано дека на вистина се правеа напорите, тоа сега го потврди Лапорта, кој што кажа дека до последниот момент, до пред 2 дена, буквално имале се на маса. Од зголемување на годините на договор, бидејќи првичниот договор требаше да биде на 2 години, продолжен да биде на 5 години, а да се плаќаат тие 2 години. Тоа значи дека генерално многу големо скратување на платите, конкретно кај Лео, дури скоро над 80 милиони евра помала плата прифатило Лео и тоа. Била прифатена дури и опцијата со скратување на други некои бонуси и така натаму, но едноставно Ла Лига има правило 4-1, правилото кое што вели дека ако треба да подпишете договор од 25 милиони, бидејќи веќе го имате надминато буџетот за многу повеќе во изминатата гарнитура, тоа е штетата дефинитивно на минатата гарнитура, не е на Лапорта, секако, мора да, за да подпишете 25 милионски договор, треба да се откажете од 100 милиони во моментов. И сега замислете Лео, ако треба да подпише 100 милионски договор, треба да се откаже клубот од 400 милиони од платите, што е невозможно, треба се да се отпушти. И да остане само Лео со новите деца од Барса Б или уште помалите и тоа да се правите. Не, само ви кажувам, ви опишувам пластично колку е тоа невозможно. Лапорта не ги даде на пресконференцијата официјалните бројки колку е надмината секоја плата, но кажа дека се премногу големи и невозможно е практично. Невозможно. Сега имаше тука една мала, ќе кажам под наводници, уцена од страна на Ла Лига, а тоа е новиот договор што го нуди Ла Лига до сите клубови, меѓу кои има една клаузула дека тој договор треба да трае на наредните 50 години и една клаузула во која што вели дека за време на тој договор не сме ни Барса, ни Реал Мадрид, конкретно во случајов, да приклучуваат други договори за ТВ права, за некакви организации така натаму, надвор од Ла Лига и надвор од УЕФА. Тоа, знаете што отвара? Тоа отвара дека Суперлигата ќе биде мртва. А тоа е невозможно. Прво, не може да се подпише некој, под наводници ќе кажам, хипотекарен договор, клубот да подпише хипотекарен договор, дека Ла Лига ќе го ја има хипотеката на Барселона во следните 50 години. Во тој случај Ла Лига, односно Тебас, ќе прогледаше низ прсти и тука ќе направија исклучок. Лео Меси немаше да биде подпишен како нов договор, бидејќи неговиот договор истече. Тука ќе беше подпишен како продолжение на договор, тој влегува во малце други регулативи, нешто ќе се слободеше од платите, хипотеката на Ла Лига врз Барселона ќе траеше во следните 50 години и Лео ќе играше во Барселона, а Ла Лига ќе ја контролира комплетно Барселона и Реал Мадрид. Нормално, и сите останати клубови во следните 50 години. Невозможно е. Прво, да расчистиме. Суперлигата допрва ќе трае, тоа го кажав и пред нецела година, и сега уште повеќе сум сигурен на тоа. И тоа е опасноста која што ја имаат и Ла Лига и Чеферин, кои што прават секакви притиски, бидејќи ги изгубија сите тужби на европските судови, ќе ги изгубат и сите тужби на шпанските судови, ако не да Боже тргнат,
не смеат да казнуваат, значи се она што се закануваат, ќе казнуваат клубови, колку треба да дадат пари, тоа се паднато е во вода. Го знаат тој притисок и сега се прави друг притисок, мислејќи дека Барселона никогаш нема да се откаже од моментот Лео Меси. Да, и на Ла Лига и треба, нормално, но факт е дека има нешто што е многу повредно од моментот, заради тоа што ако сега се направи еден исклучок и да се даде клубот под хипотека на тебе си таквите како него на следните 50 години, тогаш се прави една штета која што е несомнено многу поголема од самиот момент, ерата пред и ерата после Лео Меси. Ова е една од работите која што е суштината на целиот тој концепт, но факт е дека не можеме да бидеме само да напаѓаме на страна, туку мора да погледнеме во сопствениот двор, а тоа е штетата што ја направи минатата гарнитура на раководење, која што го задолжи клубот до енормни граници, без никаква исплатлива економска моќ, за да дојде до ова сега, да не може едноставно да се подпише Лео Меси во вакви случаи како што се. Сега не поставувате прашање како се подпиша Депај, како ќе се подпише Кунда, они се под сосем други договори. Исто како што Лео се сложил 2 години да подпише во Барса, па подоцна да подпише 5 години, а да биде платен само 2. Дали има услови да подпише Лео Меси за Барса? Има, тоа е 1%, затоа велат сите нема. Услов е. Да каже, да, ќе играм за Барса, не ми треба плата, не ми треба ништо, подпишува без ништо, никакви договори, ништо, нула. Да бидеме искрени, дали е тоа нормално? Невозможно. Затоа тука завршуваме приказната за Лео Меси, за жал, со тешко срце. На секој најувач. А ова што сега во моментот го има е дека одговорноста секако ќе биде побарана понатаму од другите, оние кои што ја доведоа оваа ситуација, и се надевам дека поради ова ќе одговараат сите оние од претходната гарнитура кои што едноставно не натераат да бидеме донесени до самиот зид без никакво решение. Информирани се и фудбалерите од вчера, сите, дека се продолжува без Лео. Клубот и секако дека ќе продолжи да биде во проблеми финансиски и покрај тоа што приказната со Лео завршува. Лео дефинитивно пред 2 дена и самиот тој е на некој начин шокиран, бидејќи од се откажа, ама некои работи што е правило и притисок што беше правено од Лига кон Барселона и едноставно јас пак ќе кажам, ќе биде малце послободен. Ла Лига и УЕФА беа со намера и се уште со намера да ја уништат и Барселона и Реал Мадрид, па и Јувентус поради победата за Суперлигата, која што воопшто не наседнува на тоа за богати и така, тотално неврска. Тоа е све кампања на оние што се врзани со УЕФА и оние во УЕФА внатре, значи нема врска тоа со тоа. Ќе зборуваме за тоа следен пат. Сега воопшто не е момент. Од оние спекулации каде ќе замине Лео, првата беше, знаете, Манчестер Сити, но според она што го кажува Лапорта и сите медиуми кои што ги читам во моментов и ги слушам во позадина како пресконференција, сега баш зборува и за тоа, дека начелно од утринава, од вчера, синоќа, веднаш ПСЖ први се јавиле и веќе се во преговори за да го земат, ама значи тешко е да се збори за неговото заминување, од проста причина што секој највеќе на Барса знам дека ова го дожива со тешко срце.
И јас сакам да верувам во тој 1% еве што го зборува тука и еден новинар го поставил како прашање дека што ако се случи некој пресврти Ла Лига каже добро во ред ќе го регистрираме како обнова, ќе направиме ова и ќе дојде Меси ќе се откаже од ќе игра без пари. Мора да се прифати ерата после Меси. И единствената работа која што уште повеќе мене ми е криво е што не успеавме да го видиме на како се вика опроштен надпревар. Веќе тоа е веќе невозможно. Може да се направи некој ревијален, ама опроштен надпревар тешко, невозможно. Не го испративме како што требаше. Да, пресконференцијата ќе трае. Јас тука го завршувам моето образложување. Сигурно во коментари ќе продолжиме со остатокот што ќе се случува во текот на денот. Тоа е, дечки.